Голем благослов, магична моја фамилија. Добре дојдовте сите на Уналум Тарот страницата, а и на Уналум Тарот канал. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за сета ваша несебична поддршка која што ми ја давате секој дневно и на ниво на моите видеа и моите зборови кои што доаѓаат од исчитување од тарот картите. Денешната порака ќе биде канализирана и тарот картите ќе говорат денеска. Можеби оваа порака некој треба да ја послуша од тарот картите. Секогаш улогите можат да бидат заменети, нема да резонира со секој вас, како што ова се колективни, генерални исчитувања од тарот картите и можете да прифатите сето она што вам ви резонира и во кој сегментен дел од ваше случување. Можеби оваа случка која што тарот картите ќе ја долова денеска ќе биде енергија више замината, више случајна случка настан. За некој ќе важи дека ќе биде во енергија да биде веќе и во случување, а за некој ќе важи дека ќе биде во енергија да се случи во наредниот период за вас. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни соопштат. Денешното исчитување од тарот картите и оваа генерална колективна канализирана порака за вас е дека некој токму ќе се случи и ќе влезе во една незавидна ситуација. Денешната порака е дека некој денеска или пак во наредниот период, а може и се случило, од вас или пак спротив вас персона станува независна, со среќа и со материјална енергија, обезбедена, независна и стабилна персона, која што ќе има огромна среќа, која што и оваа енергија е манифестирана и посакувана, но и премногу активно работена во изминатиот период. Некој за вас денеска ќе биде во енергија да превземе стрикна околност каде што и ќе се чувствува независен во материјални добра. Енергија каде што ќе биде независна, една стабилна материјална енергија каде што ќе има голем успех и голема среќа која што ќе се очинува радост и емотивност. За некој од вас ќе значи дека ќе влезе во, за други пак од вас значи дека оваа персона за која што тарот картите говорат е дека ќе влезе во една независна, способна, материјална положба, каде што ќе биде во енергија да доживее успех и радост на кариерно ниво, а за некој од вас ќе значи дека влегува во енергија да се некоја конечна енергетска, љубовна, романтична врска и стави во една независна положба, а тоа е да биде во самостална, стабилна, љубовна и материјално обезбедена врска, љубовна врска, која што ќе има огромна среќа и ќе проживее една убава и конечна енергетска вредност. Ајде да видиме за која персона станува збор. Да опишеме оваа персона доколку можеме од тарот картите, доколку ни дадат тарот картите енергија и да видиме што точно порачува оваа персона за оваа независна
положба која што влегува во независна положба или пак веќе е доведена во независна положба и стабилна материјална енергија на среќа нејзина или пак на среќа ваша. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни порачат. Оваа персона е една ваша измината љубов или пак некоја која што е сегашна љубов за вас, ке значи енергија која што ќе превземе унија, таа заработува и влекува во една независна ситуација, самостална, се издига на материјална способност, каде што и носи една огромна среќа во вашата унија. Енергија каде што била изгубена во последниот период, енергија каде што не знаела што да прави во материјални добра, енергија каде што може би и била во губиток на пари и материјална енергија, може би губиток на негова работа или пак нејзина работа, работна способност каде што сега влегува во една независна положба, а тоа е дека ќе се ојача во енергија каде што носи одлука да влезе во просперитетен енергетски дел, а тоа е ваша 10 пентакли даваат просперитет, даваат нагласок за просперитет, фамилија, дом, енергија каде што сите ќе бидат обезбедени, енергија каде што оваа персона заработува и е во независна положба да ви го соопшти моментот на нејзиниот или пак неговиот успех, кој што и сака да се истигне во просперитет, енергија на била во тешка ситуација каде што некои работи не можела да ги види и да ги сочини онака како што и вие сте посакувале, енергија на заробеништво, се осекало заробеништво, на сама детерминација, енергија каде што била врзана, енергија каде што и се создавало конфликт или пак конфликтна ситуација, енергија каде што за некој од вас ке значи дека ова е ваш брачен сопатник, каде што и влегувате во една фаза која што вели дека конфликтната ситуација и неговата заврзаност околу неговиот просперитет или пак вашиот просперитет дава една огромна загуба во неговиот енергетски дел, каде што и не може да се искачи во ситуација да донесе права и битна одлука за негова слободна волја или пак слободна материјална ситуација. Енергија каде што може би некој од вас и ја загубува неговата материјалност, значи губи пари, енергија, а може би и работа. Ова е вашиот љубовник, вашиот сопатник, каде што повторно ќе бидете во унија или пак сте биле во унија, а може би сте и сега во унија. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона и зашто токму денеска во ова исчитување од тарот картите. Тој е променет.
тој ќе влезе во вашиот живот повторно или пак се враќа во енергија каде што ќе биде дека тој се надева или пак таа се надева дека ќе превземат енергија да излезат од негова внатрешна енергија, каде што оваа персона е авторитативна личност, може би да е некој од воздушните знаци, близнак, вага и водолија, но оваа персона токму вас ве манифестира и тоа многу јако ве манифестира енергија каде што има и нешто да ви порача, а тоа е дека треба да ви се извини за некоја негова недобра ситуација која што ја презентирал пред вас и вашите емоции. Енергија каде што може би и ве издал на работно-емотивен однос, а може би и не ви ги исполнил вашите желби. Сега оваа персона е во енергија надеж дека не сте продолжиле понатаму, тој добро се исцелил и е во енергија на транзиција, каде што све се менува во неговиот код на просперитет и емотивност. Оваа персона носи добри одлуки и е разумно многу јака, многу интелигентна персона која што знае добро да манифестира и тој токму ве манифестира вас и вашата енергија која што ќе сака и да се врати во вашиот живот или пак да обнови ваша реунија која што вие сте му потребни и ќе сака да се извини за нешто што не го направил во изминатиот период, а тоа е дека не ве обезбедил материјално или пак не ви дал некоја способност за работа и за ваш напредок. Енергија каде што и не ви понудил емоции доволно, не ги искажал своите емоции и затоа токму сега звездата е спуштање на негова желба, која што тоа е и ваша желба, која што ќе преде во енергија да духовно се надградил и исцелил, бил во огромна изолација, каде што и сите настани ги преминал како изџвакување на некој последен настан кој што се случил во вашиот енергетски дел. Оваа персона има токму добра среќа. Буквално како што и оваа Ленорман карта ни кажува, детелина со 4 листа, оваа персона сака да ви даде среќа, да ве обезбеди и да бидете негови. Енергија каде што и ќе сака да ви понуди некоја заедничка работа или пак доколку немате работа, да ви понуди една убава енергетска вредност каде што ќе бидете материјално обезбедени. Тој ве манифестира, спремен е на се, спремен е да ви понуди и енергија на задоволство, романтичност, енергија на стабилност, енергија на ватреност, енергија на емотивност, но и да пресече некои стари негови патерни кои што се во изумирање или пак оставени во некоја изминат период каде што и сте затвориле едно ваше поглавје од вашиот сегментен живот. Енергија каде што оваа персона токму сака да ви ја подари неговата способност, неговата слободност, неговата независност со среќа и да влезе во вашиот сегментен живот. Енергија каде што ќе биде во донесување одлука како лидер, способен маж кој што или пак жена која што знае да балансира и да раководи со неговите и емоции и делови на искачување.
а, тој е мастер во донесување енергија за заработка, во донесување одлуки за заработка, за делување преку работен однос, за делување да заработи за фамилија и да даде напредок и стабилност на материјално енергетско ниво. Оваа персона е роден лидер и оваа персона сака да ви порача дека вие ќе бидете во енергија да влезете во една стабилна реунија, каде што оваа персона реципрочно, емпатично, ватрено, емотивно ќе ви ја подари сета негова способност која што ја имал во предходниот период, но не ви ја искажал и не ви ја дал. Енергија каде што за некој ќе важи дека ова е ваш партнер од работен однос, каде што овој партнер ве изигрува за пари и материјални енергии. Енергија каде што може би е и ваш брачен партнер, каде што се повлекува и заработува, носи енергија и одлука како повеќе да заработи и материјално и енергетски да ве обезбеди за да бидете во енергија на среќа и задоволство. Тој ќе ви пружи еднаквост, енергија на давање и примање, еднакви енергии каде што ќе нема повеќе дисбаланс во вашата емотивна или пак заедничка колаборативна енергија, каде што и оваа персона ќе се извини длабоко, бидејќи и има длабоки емоции за вас. Вие сте негова желба и надеж за да оваа персона успее, а да ви восврати со една независност и една среќа која што и самите вие ја очекувате од оваа персона. Ајде да видиме и совет за вас. Советот за вас е да ја негувате и исцелувате вашата просперитативна енергија, затоа што токму доаѓа во ваши раце просперитет кој што ќе биде од соништа спуштена во реалност, енергија која што знаете да бидете и мајчини, знаете да закрилите и да бидете во енергија да буквално негувате една ваша просперитетна енергија. Енергија која што ќе превземе емотивност, енергија на задоволство и енергија на буквално пригрлување на вашата идна способна или пак енергија од овој партнер кој што сака да бидете во слободна волја и да бидете стрекни, да имате стрекни околности во вашиот просперитативен енергетски дел. А ја на вам ви посакувам да сета оваа просперитативност биде дел од вашиот живот сега, утре и секој ден нареден. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!